Нова учебна година, стари проблеми. Се уште се чекаат новите учебници по 22 предмети, а засега родителите собираат лист по лист за да ги склопат книгите од кои треба да учат нивните деца, а во некои училишта воопшто нема учебници. Вака учениците во основното и во средното училиште ја стартуваа учебната година. Револтираните родители преку социјалните мрежи го споделуваат бесот по првите неколку дена откако ги испратија децата на училиште. Од Министерството за образование се правдаат. Секој училиште си има комисија што го проверува квалитетот на учебниците на крајот од учебната година. Комисијата треба да направи проценка во каква состојба децата ги враќаат учебниците. Доколку процени дека учебниците се многу оштетени, треба да му одреди на родителот колку да плати на доместок, кој вообичаено е 80% од вредноста на учебникот. Од училиштата велат дека состојбата на учебниците е лоша, а тоа се должи и на лошото чување и на мањето однос кон книгите и кон тоа што е бесплатно. Наставниците и раководителите на училиштата ја смируваат топката со тоа дека треба да се има трпение, но никој не знае кога ќе пристигнат новите книги и дали ќе бидат заменети сите учебници што наместо во курпа за рециклирање завршија во ученичките ранци. Токму за набавка на учебници стана збор во последниот скандал што го тресе Министерството за образование. Преку 27 нови договори склучени во 4 очи, 20 фирми се офајдиле со повеќе од 7,5 милиони евра или 463 милиони динари за набавка на учебници и помошен материјал. Алфа ексклузивно го објави списокот на фирми кои си склучиле договор со Министерството и на кои стои подпис на министерот за образование Арбр Адеми, но во 4 очи, односно без претходно да биде објавен оглас за набавка на учебници, што е јасно наведено и во подпишаните договори.